За работниците следуваат плати како никогаш досега, велат од Организацијата на работодавачи. Нив ги има се помалку и компаниите се свесни дека нив може да ги задржат само платите. Независно од растот на минималецот, платите на работниците мора да растат, бидејќи нив едноставно ги нема. Со други зборови, ова значи немилосрдна конкуренција и без малку лицитирање за секој работник и трка која не сите ќе можат да ја издржат. Се разбира дека представува уште еден дополнителен трошок на самите фирми. Се разбира, ваквиот трошок беше најавуван уште од поодамна, така да повеќето од фирмите би требало веќе да калкулираат, да го имат предвидено ова покачување. Се разбира дека оваквото покачување е оправдано од страна на тоа што во државава опаѓа континуирано животниот стандард како резултат на инфлацијата. Меѓутоа, дали ќе можат да го издржат фирмите, зависи тоа самите од нив. Актуелната ситуација за синдикатот е голема шанса и големи 5 минути за работниците. Со новото согласување на минималната плата која што треба од март да се исплаќа во април месец, мислам дека ќе се постигне едно минимално покачување на минималната плата која што не би ги задоволувала потребите во оваа инфлација која што во моментов или поскапување на цените кои што следуваат, но мислам дека малку ќе удлажи оваа состојба на вработените и е моментот кога така одреден процент малку поголем кој што во моментов ќе го имаат во покачување на минималната плата. Без оглед до каде ќе одат платите на работниците, тие и понатаму ќе недостасуваат и дали излезот е во забрзана процедура за увоз на работна сила. Увозот на работна сила е неминовен и тоа треба да се случи што побрзо, бидејќи економијата овој притисок се потешко го поднесува. Нашиот стандард и плати се атрактивни за работници во повеќе сектори.